на Господа. Здраво на сите, се надевам дека се вклучуваме сите полека на вечерашната богослужба онлайн на оваа група. Можеме да се вклучуваме полека и да се подготвуваме за вечерашната богослужба. Дали се вклучуваме? Мислам дека да, околу 37 за сега се вклучени. Шалом на сите, добра вечер, нека Божиот мир биде присутен во секој ден од нас. Каде и да сте, нека Светиот Дух ве исполни со Неговото присуство, со Неговата љубов, со Неговиот мир, со разгорено срце во Божиот оган и вечерва да му пристапиме на Господа и да го славиме Неговото име, кое е на секое име. Оваа богослужба е различна вечерва, јас сам ќе бидам вклучен, но не сум сам заради тоа што Господ е со мене, а верувам дека и вие ќе ми се придружите со убави коментари како што стално се вклучувате и коментирате. Вечерашната тема е воскреснување на мртви и исто така ќе имаме Господова спомен вечера, за кое што уште на самиот почеток би ве поттикнал да си подготвите бесквасен леп и сок од грозди, односно вино ако имате или шира, соодветно можете да си приготвите на вашата маса, на вашата трпеза, додека јас да почекам да се вклучи уште некој и да почнеме веднаш со молитва, заради тоа што вечерашната тема е темелна и би сакал убаво да сите ние ја разбереме во целост, за да биде појасна за воскреснувањето на телото. Мислам дека веќе можеме да почнуваме. Исто така, сите вие кои што подоцна ќе се вклучите, јас би сакал од почеток да ја изгледате богослужбата, заради тоа што самиот почеток веќе ќе биде многу важен за да се осознава самата тема во целост. Исто така би сакал да ве прашам, секој еден од вас, би сакал да ве прашам дали се слушам убаво, односно дали звукот е добар, заради тоа што секогаш има по некои технички ситуации и може тоа да биде доцна ако не се реагира на време. Ајде сите да го прославиме Господа. Ке те славам, ке ти пеам, Твоето име ке го извикувам, ке те славам, ке ти пеам, Твоето име ке го извикувам. Исусе, Исусе, Исусе мој Господе, Исусе, Исусе, Исусе мој Спасителе. Халелуја. Ајде да се помолиме сите заедно, каде и да сте, кренете ги вашите раце. Сите заедно да кажеме: Татко наш небесен, во овој час, во овој миг, ние пристапуваме кон Тебе со благодарност. Ти благодариме, Оче, во името на Исус, Твојот Син, нашиот Господ и Спасител, за тоа што нашето срце го смири со Твојот мир и секоја грижа и секој страв го разреши од нас и од целата црква и од Твојот народ. Фала Ти, Господе, што ние безгрижно чекориме секој ден напред и Ти ни го отвараш патот и ги тргаш сите препреки. Фала Ти, Господе, што Ти победуваш за нас, што се содействува за наше добро, што сме покриени со Твојата света крв, Исусе, невидливи за непријателот. Фала Ти, Господе, што секојдневно не исцелуваш по Твоја милост и по Твоја волја,
што не обновуваш и во духот, и во душата, и во телото. Фала ти, Господи Исусе Христе, што го славиме и денес Твоето име. И ти благодариме што со Твоите рани сме исцелени, што сме спасени и што имаме привилегијата да бидеме Твои чеда и да се нарекуваме христијани. Сега те молиме, Господи Исусе Христе, излеј го Твојот Свети Дух врз секој еден од нас, истопли ни ги срцата и отвори не, Господе, со ушите да слушнеме, со срцето да разбереме и очите да видиме сето она што е по Твоја милост и волја. Отвори не, Господе, во целост за духовна храна да вкусиме, Господе, и да живееме духовно се повеќе и повеќе, како што гледаме и дека се ближи крајот на ова време, како што ги гледаме и знаците на ова последно време. Така, Господе, движи не со Твојот Свети Дух да стануваме се повеќе духовни, а не под влијание на световното и на телесното. Фала ти, Господи Исусе Христе, што ни даваш во срцето да бидеме ревностни и да се молиме за властите и за сите оние кои што се вклучени во борбата против оваа пандемија. Фала ти што ги исцелуваш болните, Господи, што ги креваш од леглата. Фала ти, Господе, што им даваш на устните да го повикаат Твоето име, кое е над секое име, та да примат целосно спасение, созо, обновени, Господе, и во дух, душа и во тело, исцелени и искупени, откупени од канџите на сатаната, вратени во целосно возобновување при Тебе и во Твоето присуство. Фала ти, Господе, и нека Твоето помазание допре до секој семејство и секој верник, кој што во овој час не гледа, Господе, да се сплотиме сите во единство, како едно цело семејство, Господе, кое што Ти го створи и го создаде по Твоја милост. Ние сите го издигнуваме Твоето име, Господи, и со радосно срце извикуваме: слава Ти, Господи Исусе Христе! Слава Ти, Господи Исусе Христе! Слава Ти, Господи Исусе Христе! Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја! Ајде сите вие кои што сте крстени во Светиот Дух, можеме да се молиме и на јазици, да се разгориме малку повеќе. Затворете ги слободно очите, и почнете да се молите со звук од вашите усни, нека излегува како да сакате да пеете на македонски, но нека тоа не биде на македонски, нека пее вашиот дух, значи дека целосно се препушти вашето срце во тоа да му одавате слава на Бога, препуштени и водени од Светиот Дух. Пробајте го тоа без да размислувате на македонски, само Алелуја, Алелуја, Илехарија шелех манонон симар, Илехта колине мелех маха, Илелеха носори мелех, Илей милохоросиме, Лелехошим перелех монаволи мерехо, Милехасим лолори мелехино. Halleluja, halleluja. Irele shilech machandorilech, chaniaramasum pelemeni nevoch, limenech tikonilech, harabasule nemito nevoch, Ili menavoti nemeri molech namoshinei, direle si meletiko limeno. Alleluia, lilech mani leshiro. Продолжете на јазици да се молите. Лех механтора масила мехти корија лешин тора масит. И се лех механтора морто корија лесин тора марте карија леси лех механтора морто марте карија лешин.
Илех механдора масиле мехти кория мехти кария лехти кория леши. Кериеле мехте контере мехти кория леси лех мех. Halleluja. Hvala i slava na Gospod Isus Hristos. Molite se slobodno na jazici, molite se ognjeno, molite se vo celost. Molite se vo celost, prepušteni vo duhot. Slavete go Gospoda kako što vi dođe vo vaše to srce. Oriera mate karijele si lehmehande, teralema to korijele. Eriele mehte karijele mohto karijele šile mehte karijele si lehmehande. Korrababa sandara mate karijele lehmehande konojere leši. Lemehte karijele si lehmehando kontora si lehmehando ramati karijele si. I lemehte kontora mehti karijele si imparamoto karijele intora mohto karijele si. Orrababa selehmehanti kanajere. Oriele mehti karijele sim paramoto karijele karijele. Neka vodi Gospod. Hvala mu na Gospod što imame možnosti na ovaj način da si общуваме едни со други и да му се обраќаме на Бога. Би сакал вечерва да зборувам за воскреснувањето на телата заради тоа што тоа е нешто што мора добро да го знаеме и добро да го осознаеме, бидејќи е дел од основите на нашата вера во Христос. Во минатото сакам да ви направам разлика да осознавате како било во минатото, кога луѓето умирале, како е после Христос и што значи тоа кога умираш, а си христијанин, односно што се случува со тебе, со твојата личност. И затоа би можеле да фаќате мали забелешки, но исто така и да си ги запишувате стиховите. Вечерва јас веќе ги извадив стиховите кои што ни бидат потребни за оваа тема. И затоа би можеле веќе и да продолжиме да пишуваме, да продолжиме со темата, а вие би можеле да запишувате во коментари доколку има некое прашање за подоцна да може да се одговори. Во минатото, односно пред да дојде Христос, сите луѓе кога ќе починеа, тие одеа во местото кое што е наречено Хадес на грчки или пак Шеол на еврејски, кое што значи невидливиот свет или адот. Тоа не е чистилиште, ниту пак пекол, туку е местото на исчекувањето. Ова е важно да го разберете, затоа што таму одеа душите на починатите и во тоа место имаше две области. Едната област е за неправедните, додека другата област е за праведните. Она што е важно да разгледаме сега и во овој момент е оној историски случај кој што го раскажува Исус во Евангелие по Лука 16 глава, од 19 до 31 стих. Зошто велам историски случај? Затоа што тоа не е парабола, туку Исус раскажува фактичка ситуација за тоа што се случуваше со душите на починатите. Читам, си беше еднаш еден многу богат човек кој се облекуваше во скапоцена и модерна облека. Секој ден се гоштаваше и живееше раскошно, а имаше еден сиромашен човек по име Лазар, целиот во рани, кој просеше пред портите на богатиот, копнејќи да се прехрани од она што се фрлаше од трпезата на богатиот. Таму каде што и пците доаѓаа да му ги лижат раните. Кога почина сиромавиот, ангелите го одведоа на небото каде што е Авраам. Почина и богатиот и беше погребан. Тој заврши во адот во страшни маки, од каде што во далечините го забележа Авраама, а до него и Лазара, па извика: Татко Аврааме, имај милост спрема мене и испрати ми го Лазар со намокрен прст да ми го разлади јазикот, зашто страшно се измачувам во овој оган. А Авраам му рече: Сети се, синко, дека во твојот живот ги имаше сите добри работи, а Лазар сите лоши. Овдеа ти се мачиш, освен тоа меѓу нас и вас има длабока бездна преку која никој не може да помине ни од овде таму, ни од таму ваму. А бившиот богатник рече: Тогаш те молам, татко Аврааме, испрати го Лазар во домот на татко ми, каде што имам 5 браќа, нека ги предупреди сериозно, за да не втасаат и тие на ова страшно место на измачување.
Авраам му одговори: тие ги имаат светите писма на Мојсей и на пророците за да ги предупредуваат, нив нека ги почитуваат. Но тој пак продолжи: не, татко Аврааме, тоа нема да ги обрати, само ако им дојде некој од мртвите, тие ќе се обратат. Во заклучок, Авраам му одговори: ако не ги слушаат учењата на Мојсей и на пророците, нема да поверуваат дури ни ако некој воскресне од мртвите. Од оваа историја согледуваме 5 важни вистини. Прво, после смртта немаше загуба на идентификацијата, односно на самата личност. Идентичноста која што ја имаше богатиот не исчезна, исто и кај сиромавиот. Односно, нивната свест беше задржана и оно што е интересно што треба да разберете е следното. Лазар си беше Лазар, богатиот си беше богат. Зошто јас ова го истакнувам? Затоа што многу луѓе тврдат дека кога човек ќе почине, после смртта се исчезнува и не останува ништо. Но тоа не е библиски исправно. Второ, кое што треба да... Од целата историја што ја читаме овде, имаше распознавање на личности. Односно, богатиот го препозна Авраам, а го препозна и Лазар. Како што и Лазар го препозна, нели? Имаше спомен за животот на земјата. Значи и богатиот и Лазар може да си спомнат за нивните земски животи, односно за тоа што правеле во своето земско постоење. Наредно, има сознание или свесност за ситуацијата во која што моментално се наоѓаат. Односно, богатиот се измачуваше, јазикот му гореше со оган, а Лазар беше во удобство и мир при Авраам. Наредно, имаше целосна раздалеченост, односно имаше бездна помеѓу нив и таа бездна значи дека има одделна област за праведните и одделна област за неправедните. Значи секој имаше определено место и не можеше едниот да оди кај другиот. Судбината на душите пред и по смртта на Христос и воскреснувањето на Христос не е иста. И затоа сакам вечерва тоа малку да го разјасниме, односно да биде појасно за понатаму, заради тоа што сепак и ден денеска луѓето мислат се уште дека тоа е валидно како што било представено од страна на Исус. Од страна на Исус. Он го кажува тоа и до тој момент тоа беше така, но подоцна тоа се промени. За да го разбереме сето ова кое што сакам вечерва да го пренесам, најпрво треба да погледнеме кон самиот Исус. Исус беше совршен човек, знаете самите, кој што имаше исто така дух, душа и тело, како што сме и ние. За секој од овие три елементи, и за духот, и за душата, и за телото, на личноста на Исус, дадена една различна изјава за тоа што се случи со секој еден сегмент од Исусовата личност при ситуацијата кога тој умре. Односно, во Лука 23 глава, 45 и 46 стих, читаме: сонцето потемне, а завесата во храмот се расцепи по средината. Тогаш Исус гласно извика: небесен татко, во раце го доверувам мојот дух. Изговарајќи го ова, тој умре. Значи, овде што довери Исус во рацете на својот Отец? Знаете сите, духот на Исус беше предаден на Отецот Небесен. Значи, елементот од целата личност, душа, дух и тело. Значи, во овој случај, духот беше предаден во присуството на Отецот, потоа разгледуваме што се случи со душата на Исус и што се случи со телото на Исус. Зошто? За да разбереме што значи тоа воскреснување на телото и како тоа ние треба да го разбереме кога станува збор за нашето воскреснување. Во Дела апостолови во 2 глава, 25 и 27 стих на денот на Педесетница, Петар го цитира Псалм 16 како преживување на Исус, а не како преживување на псалмистот Давид. Давид беше вдахнат од месијанскиот дух, односно Исус низ него ги кажува следниве зборови кои што ќе ги прочитам.
Знам дека Господ е постојано со мене, тој ми е одесно, нема да потклекнам. Поради тоа срцето ми е весело и душата ми се радува, а и телото во надеж ќе ми почива, зашто ти во гробот нема да ме оставиш, ниту ќе дозволиш твојот светец да доживее распаѓање. Душата на Исус слезе во царството на духовите на починатите и тоа го читаме исто така и во Прво Петрово послание во 3 глава, 18 и 19 стих пишува. Па и Христос пострада кога умре за нашите гревови еднаш за секогаш. За нас грешните, за да не врати кај Бог. Телесно беше убиен, но преку Светиот Дух оживеа. Тој отиде да им проповеде на духовите што лежат в затвор. Кои се тие духови што лежат во затвор? Тоа се оние кои што беа веќе во Шеолот, односно кои што беа во тој Хадес или во тој свет на починатите. Значи Исус се симна во Хадес или во Шеолот, кој што, како што спомнав, е свет на мртвите, и не е заведено во Светото писмо што кажал и што правел таму, но веројатно го има тоа кажано кое што го кажа и на своите ученици, дадена ми е сета власт на небото и на земјата, а можно е и исто така да се случува исполнувањето на Божјата волја, кога тоа сите го знаеме тој стих, кога тоа и апостолот Павле го пишува до Филипјаните, каде што вели затоа Бог го превозвиши, му подари име што е над секое име и во Исусовото име да се поклони секој на оние кои се на небото и на земјата и под земјата и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Значи, што е важно во овој случај? Разбираме дека Исус на крстот, најпрво, кога умира, го предава својот дух да биде при неговиот Отец. Второ, неговата душа се спушта долу во Хадес или Шеолот, кое што знаеме дека е адот или местото на исчекувањето за праведните, а измачувањето за неправедните. Но тоа не е чистилиште и не е пеколот. Во тој подземен свет Исус пишува дека Исус им проповеда на духовите што лежат во затвор. Не знаеме дали е тоа проповедање, затоа што во некои преводи вели Исус отиде во подземјето да прогласи. Што да прогласи? И предпоставуваме дека да прогласи дека сета власт му е дадена, сета власт како на небото, така и на земјата, и предпоставуваме дека се случува исполнувањето на она што е во Светото писмо, да се поклонат сите кои се на небото, на земјата и под земјата. Во исто време, додека Исус е во Шеолот, неговото тело лежи положено во гробот, и тоа знаете, сме го читале многу пати, ќе го прочитам и сега, запишано е во Евангелие по Јован, 19 глава, 40 до 42 стих. Го зедоа Исусовото тело и го завиткаа според јудејскиот погребен обичај во ленено платно со мириси. А на местото каде беше распнат имаше градина, и во градината нов гроб, во кој уште никој не беше положен. Таму го положија Исуса поради јудејското подготвување, зашто гробот беше близу. Вечерва јас не ви зборувам мотивационо, не сакам да се трудам да ве расположувам и да ве потикнувам да се смеете, да сте весели, затоа што не сметам дека богослужбата треба да биде шоу. Вечерва ви се обраќам со длабока тема, за да ги осознаете овие нешта, заради тоа што еуфоријата која што се случува кога го славиме Бога е многу убава и духовно не крева. Но кога ќе помине богослужбата, одново се враќаме и се соочуваме со реалните нешта кои што не обкружуваат. Ако имате слово кое што е нераспадливо семе, кое што е всадено во вас, тогаш какви проблеми да имате, вие ќе бидете плодни и тоа ќе одржува и ќе ја прави плодна вашата вера. Но доколку чувствено реагирате, а не во активна вера, тогаш многу е веројатно да живеете секојдневно пречувствително и на таков начин да ви опаѓа еланот и ентузијазмот за секојдневието, па да бидете христијани песимисти. Затоа вечерва ви се обраќам со една длабока тема,
за да осознавате и да резонирате малку повеќе духовно, но и да соджвакувате малку повеќе ова што вечерва го конзумирате како духовна храна. Затоа ќе ве замолам да се вклучите малку повеќе духовно, да не разговарате помеѓу себе таму каде што сте и да не мислите дека ова го знаете, ова може да го препознавате, да ви е познато, но за да го осознаете, треба да го искусите и да го доживеете. И затоа вие може да си речете, подоцна ќе го гледам како реприза, но никогаш не е исто. Затоа во овој момент гледајте длабоко и вклучете се подлабоко во конзумирање и расудување духовно, како што следува темата која што е подлабока, за која што јас не верувам дека во моментот би ве кренала мотивационо, но духовно би ве подкрепила и би ви потикнало активна вера и однос кон Бога. Значи да заклучам во овој сегмент. Духот на Исус беше предаден на Отецот Небесен, душата отиде во Хадес или Шеолот за да изврши прогласување или проповедање на душите на починатите, а телото на Исус му беше положено во гроб. Ги разгледуваме трите сегменти или аспекти на една личност, а тоа е дух, душа и тело. Кога Исус воскресна, целата негова личност одново беше соединета, односно стана целосен во духот, душата и телото, односно во единство. Од тој момент, после воскреснувањето на Исус, душите на праведните веќе не одат во Шеолот или не одат повеќе во Хадес. Вистинскиот верник, вистинскиот христијанин, кој што бил очистен со крвта на Исуса Христа, кој што живее предадено во Господа, кога ќе умре, кога ќе замине од овој свет, неговиот дух се вознесува директно кај Исус, односно директно во Божјото присуство, и пример за тоа е Стефан, кој што беше каменуван, ако се сеќавате, и во моментот кога беше каменуван, тој имаше во себе уверување дека веднаш неговиот дух преминува во прегратките Божји, односно додека траеше Исус како седи од десно на престолот небесен, односно стои и веќе го пречекува самиот Стефан. Она кое што сакам исто така да го истакнаме дека кога некој христијанин ќе го напушти овој земски живот, се вознесува директно кај Исус, и она што е важно да го разберете дека покојните души на праведниците, кои што претходно беа при Авраам во местото нели Шеолот, тие беа пуштени во небото. Сега ќе ви го појаснам тоа да ви биде по-сликовито. Во Ефесјаните во 4 глава 8 стих, апостолот Павле го цитира Псалмот 68, 18 стих. Вели, затоа и речено, издигајки се на височина, плени плен, и им даде дарови на луѓето. А што означува издигајки се, ако не тоа, дека тој слезде тоа во најдолните места на земјата. Слегнатиот е истиот кој се издига повисоко од сите небеса, за да исполни се. Значи, ова кое што овдека го пишува и кое што сакам да го истакнаме, издигајки се на височина плени плен. Значи, тој плени плен. Што значи тоа дека Исус плени плен? Тоа значи дека тој ги пушти душите на починатите праведници, односно ги зеде со себе си во небото. Претходно овие души не можеа да бидат ослободени во небото. Зошто? Затоа што долгот или казната за гревот не беше исплатена. Бог ги прими како праведни, зашто тие својата вера си ја положија во жртвата, која што се уште не беше дадена. Тие уште додека беа живи, има откровение дека ќе дојде Месијата и тие веруваа во Месијата, меѓутоа не го дочекаа. И тие беа праведни, односно преку вера беа оправдани. И жртвата не беше дадена, така да тие гледаа со вера напред кон ветената жртва. Но додека жртвата или јагнето Божјо не беше принесено, а тоа знаете дека Исус на крстот, тие души на починатите не може
во небото, односно во присуството на Бог. Принесе себе си како жртва, тој се симна во Шеолот или во Хадес, и откако прогласи, откако проповедаше, ги зеде со себе душите на праведниците и ги понесе со себе си, односно го пленеше пленот и тие станаа негови пленици. Сега сакам да ви прочитам и од Евангелие по Јован, 20 глава, кога Исус воскресна, знаете дека тој се појави на учениците, така да во Јован 20 глава, 19, 20, 25 и 27 стих, ќе ги прочитам за да тука нешто заклучиме. Во истиот тој ден, а беше недела, кога се стемни, Исусовите ученици се беа собрале зад затворени врати, поради страв од еврејските верски водачи. Тогаш Исус ненадено се појави и застана на средина и ги успокои со поздрав. Потоа им ги покажа рацете и ребрата од страна. Кога видоа дека тоа е Господ, учениците многу се израдуваа. Иако Тома, со грчки прекар Дидимус, беше еден од 12 Христови ученици, тој не беше со нив кога Исус им се појави. Другите ученици го уверуваа, го видовме Господ, но тој им велеше додека на неговите раце не ги видам лузните од клиновите и не ги ставам прстите во раните од клиновите, а раката под неговите ребра, нема да поверувам. По 8 дена учениците повторно беа собрани внатре, а овој пат и Тома беше со нив. Иако вратата беше заклучена, Исус дојде, застана насреде и ги успокои со поздрав. Потоа му рече на Тома, стави ги своите прсти овде и погледни ги моите раце, испружи ја раката и стави ја на лузната под моите ребра. И престани да се сомневаш, туку верувај. Тогаш Тома му се обрати со зборовите, ти си мојот Господ и мојот Бог. Амин. Значи, гледате дека била и затворена, заклучена била вратата, а Исус дојде и застана насреде и ги успокои со поздрав. Зошто е ова важно? Целиот момент овде гледаме дека Исус им дава доказ за неговото воскреснување. Исус сакаше да им покаже дека телото што го има е истото тело, но дека тоа самото тело е променето. И ова е важно заради тоа што кога ќе воскреснеме, ние нема да имаме ново тело, туку ќе го имаме истото тело, кое што ќе биде променето, како што Исусовото тело е променето и како што гледате дека Исус можеше да влезе и преку затворена врата и да се премести од една локација на друга локација, како што гледаме кога им се појавуваше на своите апостоли. Ова е важно да го разбереме заради тоа што многу луѓе мислат дека ќе имаме ново тело, но впрочем станува збор за истото тело, но променето тело. Така да кога ќе биде воскреснувањето, ние ќе имаме воскресенско тело, но нашето тело кое што ќе биде променето. Апостолот Павле објаснува за телото во 1 Коринтијани, во 15 глава, 42 до 44 стих, вели слично ќе биде и со воскресението на мртвите. Се закопува распадливо тело, а ќе воскресне бесмртно тело. Се погребува и оштено грдо слабо тело, а ќе воскресне славно и силно тело. Се погребува материјално тело, а ќе воскресне духовно тело. Како што постои материјално тело, така постои и духовно тело. Значи, телото е распадливо, но кога ќе воскресне, нема да биде подложно на распаѓање, односно на разложување, туку ќе стане бесмртно. Читаме дека се сее во истоштено грдо тело, значи во безчестие, а воскреснува во слава. Имено телата кои што Бог ни ги создаде, требаше да ја носат славата на Бога. Но заради гревот, телата наши стана извор на срам. При воскреснувањето, телата кои беа грешни ќе имаат славата на воскресеното Исусово тело и ќе ја исполнат целта за која што Бог ги создаде нашите тела. Се сеат во слабост, воскреснуваат во сила. Се сее материјално, а воскреснува духовно тело. Под материјално се мисли не само на физичко, туку се мисли и на телесно, душевно, а воскреснува духовно тело. Во истата 15 глава од 1 Коринтијани, од 50 до 53 стих, вели: Драги мои, оно што сакам да ви го кажам е дека телата од крв и месо
не можат да го наследат Божјото царство. Тие се распадливи тела и како такви не можат да бидат жители на Божјото царство. Ке ви открием една тајна. Сите нема да доживееме физичка смрт, но сите ќе бидеме преобразени. Тоа ќе се случи брзо, за еден миг на окото. Кога ќе се огласи последната труба, починатите Христови следбеници ќе бидат воскреснати во бесмртни тела, а ние што сме живи ќе бидеме преобразени исто така во бесмртни тела. Неопходно е нашите распадливи тела да се преобразат во нераспадливи и тоа што е смртно да се преобрази во бесмртно. Многу интересно е таа преобразба. Дека ќе се случи. Но, додека тоа да се случи, ние се уште сме во еден процес на преобразување, односно трансформација, кое што се случува посредством Светиот Дух. Светиот Дух во нашиот живот и во нас има за цел да не преобразува и да стануваме Христоподобни. Да наликуваме на Христос и затоа во нас Светиот Дух го изградува христијанскиот карактер. Христијанскиот карактер, за да се изградува, потребно е материјал, и тој материјал е Светото Писмо, со кој што Светиот Дух работи во нас и изградува нови карактерни особености, нови мисли, нови размислувања, нови гледишта, нова перцепција, која што Бог сака да ја имаме, да научиме да гледаме од Негова перспектива, а не од земска или телесна или светска перспектива. Затоа е важно да се чита Светото Писмо, колку и да ни е познато, да научиме да медитираме, односно да се задлабочуваме во значењето на одредени зборови, на одредени поуки кои што Исус ни ги дава. Истата глава можеме да прочитаме други стихови, односно 12 до 18 стих. Вели, ако е јасно посведочено дека Христос воскресна од мртвите, како тоа некој од вас вела дека мртвите нема да воскреснат? Значи, апостолот Павле поставува прашање. Како тоа некои христијани тврдат дека се христијани, а при тоа кажуваат дека мртвите нема да воскреснат? Потоа вели, ако е невозможно мртвите да воскреснуваат, Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш се без основа и нашето проповедање и вашата вера. Зашто би испаднало дека тоа што ние укажуваме за Бог е лага, бидејќи ние сме сведоци дека Бог го воскресна Христос. А ако е невозможно мртвите да воскреснуваат, тогаш значи Бог не го воскреснал Христос. Ако е невозможно мртвите да бидат воскреснати, произлегува дека ни Христос не бил воскреснат. Ако Христос не бил воскреснат, тогаш вашата вера е безвредна. Вие сте и понатаму под осуда на вашите гревови. Тоа би значило дека и луѓето што починаа со вера во Христос се неповратно загинати. Апостолот Павле ова го истакнува. Ова би значило дека простувањето на нашите гревови е апсолутно сврзано со воскреснувањето на Исус Христос, и ако Исус не бил воскреснат, тогаш самото Евангелие е лажно, верата ни е празна и ние се уште си труеме, се распаѓаме во нашите гревови. Во 19 стих вели, ако ние се надеваме на Христос само за овој живот, тогаш ние сме најмизерни од сите луѓе на светот. Многу е важно да разбереме дека воскреснувањето на Исус е основата и за нашето оправдување. И затоа во Римјаните, во 4 глава 25 стих вели за Исус кој беше предаден на смрт за нашите гревови и беше воскреснат за ние да бидеме оправдани, што значи дека воскреснувањето исто така е тесно поврзано со нашето оправдување. Значи, ако вие како христијани не верувате дека Бог го воскресна Исус од мртвите, не можете значи да се спасите. Зошто тоа го кажувам? Заради тоа што тоа е суштествено за самата вера и за спасението, како што е пишано и во Римјаните во 10 глава 9 и 10 стих, ако со својата уста го признаваш Исус за Господ
И ако во своето срце веруваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Ако длабоко во себе имаш таква вера, Бог ќе те смета за праведен. Ако со својата уста ја исповедаш оваа вера, ќе бидеш спасен. Значи, ако Исус беше уште во гробот, тогаш како би можел нас да не спаси? Но бидејќи одесно од Бога, тој не ослободи од вината за нашите гревови, застапувајќи се за нас. Оправдани сме преку Него, а читаме, затоа тој може еднаш за секогаш да ги спаси оние што преку Него доаѓаат кај Бог. Тој е вечно жив и се застапува пред Бог за нив. Првосвештеник и ни требаше. Исус е свет, невин и без грешниците и возвишен над небото. Фала и слава на Бога, што кога ќе починеме, нашите духови ќе отидат веднаш во присуството на Бога, односно кај самиот Христос, но тоа не е завршетокот на нашето искупување, бидејќи додека нашите духови се во небото, нашите тела ќе продолжат да се распаѓаат во гробот. Исус умре и воскресна за целокупно да бидеме спасени и откупени и искупени. Што тоа значи? Тоа значи дека неговото спасение вклучува спасение на нашиот дух, и на нашата душа, и на нашето тело, и тоа спасение не е целосно пред воскреснувањето на телото. Затоа е важно да сме свесни колку е исто така важно и воскреснувањето на нашето физичко тело. Воскреснувањето се одвива во 3 етапи и сега сакам да ви ги објаснам. Исто така читаме од 1 Коринтијани 15 глава, од 21 до 24 стих. Вели, како што смртта дојде на овој свет преку еден човек, Адам, така преку еден човек дојде и воскресението на мртвите. Имено преку Христос. Како што сите умираме поради нашата поврзаност со Адам, така сите што се поврзани со Христос повторно ќе оживеат, но според утврдениот ред. Прво, воскресна Христос. Значи прво. Воскресна Христос. А потоа, кога тој ќе се врати, ќе воскреснат Христовите следбеници. Значи тоа е второ. Потем ќе дојде крајот. Христос ќе ги уништи сите зли владетели, власти и сили и ќе му го предаде царувањето на Таткото Бог. Прво Христос, оние кои што се Христови, и на крајот последното воскреснување на сите мртви, кога ќе биде, нели, сето тоа за време на судот. Ќе појаснам со извадок од Левит од Стариот Завет, од 23 глава, 9 до 12 стих. Слушате внимателно. Господ му рече на Мојсеја, кажи им на израелците и речи им, кога ќе влезете во земјата што ви ја давам и кога ќе ја пожнеете во неја жетвата, донесете му го на свештеникот првиот сноп на својата жетва. Тој нека го раздвижи снопот пред Господа, за да биде примен за вас. Свештеникот нека го раздвижи утре ден по саботата, а во денот на раздвижувањето на снопот принесете му на Господа јагне годиначе без недостаток како паленица. Денот кога Исус воскресна е недела, односно првиот ден после шабат, односно после саботата. Исус беше снопот од првите плодови и тој не беше само едно стркче, само еден дел од тој сноп, туку тој беше сноп, а во Матеј 27 глава читаме, Исус уште еднаш извика со силен глас и умре. Во тој миг завесата во храмот се расцепи на 2 дела озгора додолу. Земјата се тресеше и карпите распукува. Гробните се отворија и телата на голем број починати праведници воскресна. Тие излегоа од гробниците и по Исусовото воскресение дојдоа во светиот град и им се покажа на многу луѓе. Тоа е Матеј 27 глава, 50 до 53 стих. Ова значи дека кога Исус умре, имаше земјотрес, гробовите се отворија и многу праведници кои беа мртви излегоа во градот, станаа тие се оние кои што станаа снопот, кој што се пренесе пред Бога. Значи Исус е првиот плод и го принесе снопот пред Господ, како што читаме, нели, од Левит во Стариот Завет. Второ, кога Исус, вториот момент од воскреснувањето, кога Исус ќе се врати,
ќе дојде по оние кои што се негови следбеници и ќе ги грабне за да се сретнат со него во воздухот и ќе бидат со него за секогаш. Во прво Солуњани во 4 глава тоа го пишува од 16 до 17 стих. Сивне од небото со силен глас ќе заповеда, со глас на архангел и со труба Божја. И прво ќе воскреснат оние што верувале во Христос пред да починат. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати во облаците, за да се сретнеме со Господ и за секогаш да останеме со него. Третата етапа на воскреснувањето, на крајот ќе воскреснат останатите мртви, како што е пишано и во Откровение, ќе има суд пред големиот бел престол на Бога. Сите мртви ќе бидат повикани да одговараат пред Бога за својот живот, односно за тоа како го живееле својот живот, и тоа ќе го прочитаме сега во 20 глава од Откровение од 11 до 13 стих. Вели: потоа го видов големиот бел престол и оној што седи на него. Земјата и небото бегаа од неговото присуство, но не најдоа место каде би се скриле од него. Ги видов и починатите луѓе, мали и големи, сите до еден стоеја пред Божиот престол. Прво беа отворени некои книги, а потоа и книгата на животот. На починатите им беше судено според она што за нивните дела го пишуваше во книгите. Морето ги предаде луѓето загинати во него, а и смртта и адот ги предадоа умрените луѓе што тие ги држеа. На сите луѓе им беше судено според нивните дела, а потоа смртта и адот беа фрлени во огненото езеро. Огненото езеро е втората смрт. Секој човек чие име не се најде во книгата на живот е фрлен во огненото езеро. Ова е многу важно да го разбереме за воскреснувањето на телата и да сватиме каква е таа привилегија да го имаме Христос во нашите срца, но и да бидеме крстени и исполнети со Светиот Дух, кој што исто така е Духот на воскреснувањето. Значи, истиот Дух кој што го воскресна Исус од мртвите, истиот тој Дух пребива во нас и не поучува за она што е вистината од Светото Писмо, ни помага да разбереме која е Божјата волја и тој Свети Дух работи за да се прослави името на Господ Исус Христос. Тој е Дух на вистината и кога го имаме тој Свети Дух во нас, ние не сакаме да лажеме, не одиме по пат. Лагите и измамите заради тоа што татко на лагата е непријателот, односно ѓаволот. Оно што сакам да го истакнам за секој ден христијанин е тоа што на моменти се забораваме дека сме спасени, дека сме Божји чеда, дека сме царско свештенство и некако се претопуваме со сите ивенти, со сите струјења кои што не обкружуваат како масовна паника, страв, неодговорност, протести или различни други тековни случувања околу нас, не повејува тоа, дали е политички бран, дали е економски, дали е некој друг бран, но како да не повејува. Но ние кои што сме во Христос, ние не сме вејки на ветрот, туку имаме корен. Тоа е Христос, тоа е Словото, ние сме вкоренети во Него, ние сме се предали и ние не живееме повеќе за себе си, туку живееме за Него и Тој во нас. И затоа во Светото Писмо вели, ниту животот, ниту смртта, ниту ангелите, ниту властите, ниту гладот, ниту прогонствата, ништо веќе не одвои од Божјата љубов. Кога ти си во прегратките на родителот, кој што те створи, а и ти обезбеди спасение, ти си безгрижен, ти не треба да се грижиш ниту за своето тело, ниту за својот живот, едноставно да му веруваш и тој е тој кој што промислува за се. Ние не сме можеби научени да се препуштаме, научени сме да се бориме со собствени сили, а не да се предаваме на Бог и да очекуваме дека Бог сака да не благословува не затоа што ние сме заработиле, туку заради тоа што Неговата милост е голема и сака да не обсипе со Неговата милост.
Но треба да научиме да живееме така препуштено како што Исус ни покажа таков модел. И кога ќе дојдат различни бури, ветрови, различни струјења околу нас, на било кое ниво во општеството, ние не треба да бидеме повејани по едното или по другото, заради тоа што тоа говори за една нестабилност и за една слаба релација со Бога, која што би требало да биде многу моќна и силна. Нашата интимна врска со Господа е од клучно значење за нашиот духовен развој. Ако се што очекуваме од Христос е само за овој земски живот нешто да добиеме, тогаш сме патетични, тогаш сме за жалење. Ако сме во Христос само за да си најдеме сопруга или сопруг во црквата, за да добиеме исцелување, да најдеме работа, да најдеме добро друштво со наивни, добронамерни пријатели што нема да не озборуваат и да ни прават штета, тогаш тоа е многу за жалење, многу мизерно. Затоа многу пати имам кажувано, не треба заради лични интереси и цели вие да доаѓате во црквата. Вие во црквата доаѓате за да општувате со Бог и со семејството кое што Бог го дава преку верата во Него. И затоа ако се што очекуваме од Христос е само за да придобиеме нешто додека живееме на оваа земја, тогаш така да ако христијанството за вас е нешто за лична придобивка или развој или само за ова кратко време како една индивидуална духовност или хоби или времето да го употребите за така за нешто по-конкретно, а тоа не го живеете суштински, не го споделувате со луѓето, тогаш тоа е многу ограничено, но секако и различно од сликата која што ние гледаме од Новиот Завет. Затоа ако гледаме на животот од сегашна точка, значи од онаа точка во која што сме, од онаа позиција во која што моментално се наоѓаме, односно од позиција каде сме, што сме постигнале, не сме постигнале, или пак ако гледаме на себе си, на животот низ призмата на проблемите и ситуацијата со која што се соочуваме, тогаш ќе доживеете незадоволство, ќе доживеете разочарување, ќе живеете млако, слабо и истоштено, би рекол, бедно, би рекол. Тоа не е Божјата волја. Бог не сака да живеете потиснато, разочарано, и затоа ни дава помошник преку Светиот Дух да ја промени нашата клима, нашата атмосфера на живење, но и нашиот поглед кон животот да биде променен, да гледаме од Божја перспектива. Значи, ако се доживува одредено незадоволство или разочарување, тоа не е од Бога или заради пасторот или заради црквата, туку заради погрешната перспектива, зашто не гледате од гледна точка на вечност. Кога ќе гледате од почетна точка на гледање од страна на вечен аспект, гледајќи големата слика, за Божиот совршен план за неговата вечност, тогаш ќе видиме и како дека сме привилегирани, дека Бог има план за нас, не само за нашето срце, односно за нашиот дух и нашата душа, туку исто така и за нашето тело. Затоа треба да се запрашаме колку градиме и колку инвестираме во нашиот собствен живот за вечноста. Што тоа значи? Кои се богатствата кои што имаат вредност во вечноста? Што е тоа што вреди кога ќе заминеме од овој свет и кое што ќе биде богатство, односно ќе има одредено значење? Словото вели во Изреки 8 глава, 18 стих, богатството и славата се во мене, постојаното добро и справедливоста. Богатството и славата се во мене, постојаното добро и справедливост. И што тоа значи? Дали се тоа становите? Дали се тоа акции на берзата, скапите коли, пари во банка, бизнис? Кои се тие богатства? Во Матеј во 19 глава 21 стих вели
Исус му рече, ако сакаш да бидеш совршен, тогаш оди и продај си што имаш и раздели им ги парите на сиромасите, а ти ќе имаш богатство на небото. Потоа тргни по мене и стани мој следбеник. А понатаму, во 29 стих вели, а секој од вас што оставил куќа или браќа или сестри, или татко или мајка или жена или деца или ниви, заради мене ќе добие 100 пати повеќе, а ќе наследи и вечен живот. Ова е многу интересно, заради тоа што кога ќе размислиме малку подлабоко, ќе видиме дека ние сме повикани да инвестираме во нешто. Треба да сме свесни дека богоугодниот христијански карактер исто така е трајно богатство. Значи, богатство кое што на небото има вредност, е тоа, нели вели во словото, каде што ти е срцето, таму ти е богатството. Ако мене срцето ми е во Господа, тогаш таму ми е моето богатство. Ако јас се надевам на Него, му верувам, имам релација со Него, тогаш сето тоа ме прави духовно богат. И тоа има одреден бенефит кога ќе преминеме во вечноста. Но покрај ова богатство, како што кажав, исто така треба да сме свесни дека богоугодниот христијански карактер е исто така трајно богатство. Сите духовни дарби, да речеме пророкување, знаење, исцелување, чуда, воскреснување на мртви, вера и така натаму, сите ќе престанат кога животот на земјата завршува и ние нема да можеме да ги земеме тие дарови со нас, тие се само за земското живење. Но на што со нас ќе си го земеме, тоа е нашиот карактер. Карактерот е постојан и какви сме во нашиот карактер, тоа ќе определи какви ќе бидеме во вечноста. Затоа изградувањето на чист, силен, богоугоден христијански карактер е вечно и трајно богатство. Светиот Дух, како што спомнав, е духот на воскреснувањето. Тој е во нас, ни помага да се трансформираме, да стануваме христоподобни, за кога ќе заминеме од овој свет, да бидеме при Бога обогатени и да го дочекаме дури и воскреснувањето на нашето тело, кое што гледаме дека е Божја воја и промисла. Затоа многу пати велам дека е привилегија да се наречеме дека сме чеда Божји и не треба да дозволиме да бидеме завладеани од она кое што е во светот. Туку треба да разбереме на практика што е она кое што е пишано во Светото писмо, а е потребно да го практикуваме секојдневно. Затоа читам од Евреите во 13 глава, 14 до 17 стих, вели: зашто ние овде на земјава немаме град во кој вечно ќе живееме. Туку го очекуваме во иднина. Нашата постојана жртва е со помошта на Исус да му принесуваме слава на Бога со своите усни, кои ќе го величаат и прославуваат Неговото име. Не заборавајте да им помагате на другите и да ги делите своите добра со нив, зашто и тоа се богоугодни жртви. Слушајте ги вашите духовни водачи и подчинувајте им се. Тие бдеат над вашите души и за тоа се одговорни пред Бог. Овозможете им тоа да го прават со радост, а не со воздишки во ваш интерес. Она кое што е важно да разбереме е дека сепак ние кога веќе сакаме да одиме напред во животот, тој просперитет, таа целосна реализација, титула, што и да постигнеме во бизнисот, сето тоа е распадливо. Се што е во оваа временска зона на земјата, во оваа димензија, сето тоа е подложно на распаѓање. Но кога ќе преминеме во вечноста, постои трајно богатство, тоа е, како што кажав, богатство кое што Исус кажува, се што ќе дадете за Евангелието, Бог ќе ви го врати стократно во вечноста, но исто така и христијански богоугоден карактер, кој што ќе го имаме и го имаме ако сме постојани во Светото Писмо и водени од Светиот Дух. Тоа значи дека не можеме да бидеме христијани на сезона, туку да имаме
континуитет во нашиот духовен развој, како и константност, постојанство, во тоа да се храниме со духовна храна, да имаме духовно споделување и општање со браќата и сестрите, односно да имаме релација со кое што нели ќе се усовршуваме во приемот на Божјата љубов и исто така во трансферот или споделувањето на таа Божја љубов. Сега би сакал да можам да ги прочитам вашите коментари, ако тие ги има, и ако е тоа возможно технички, ќе се обидам, бидејќи ова беше една малку подлабока тема за размислување, вас ви е позната, но сепак веќе ви мислам дека ви е појасно за да сватите дека човекот додека е жив може да се спаси, да го избере Господ Исус Христос за свој личен спасител и Бог и да ја предаде и посвети својата душа, својот дух и своето тело. Откако веќе ќе замине од овој свет, во некои гледате црковни деноминации, има учење дека душата оди во чистилиште или не знам ова или она, па треба вие да се молите за душата да биде спасена, кое што е абсурдно, односно небиблиско тврдење. Јас овдека не можам да ги отворам коментарите и би замолил некој од служителите кои што имаат можност некако да ми помогнат заради тоа што јас не можам да ги отворам. По никаков начин не се отвараат. Како и да е, верувам дека секој ден од нас, затоа често пати велам, ако не се видиме овде на земјата, ќе се видиме горе на небото, се разбира, ако нашето име е запишано во книгата на животот, затоа што како што прочитавме во Откровение, доколку нашето име го нема во книгата на животот, завршуваме во таа смрт која што е пишана, каде што и самата смрт и адот, нели, одат во вечна смрт, односно во втората смрт или како што реков во пеколот. Ќе пробам од друг девајс од друг уред да се вклучам во емитувањето, за да можам да ги прочитам вашите коментари и полека сите кои што следите би можеле да се подготвуваме за Господовата спомен вечера. Заради тоа што мислам дека имавме еден извесен период кога сите ние требаше да зажеднееме, односно да копнееме за тоа да бидеме во Господовото присуство, односно да земеме учество во Господовата спомен вечера. Започнувате сите да праќате, ве молам да се договорите меѓусебно, Софија, Сашо Лескаровски, да се договорите кој ќе праќа, затоа што не можам да ги отворам сите пораки, ја ценам вашата помош во овој момент е потребна, но би замолил да се договорите за да... Еве, ги најдов. Океј, ги најдов, можам да ги прочитам. Значи, преку овој уред можам да видам. Марија дода, вели, се ни е дадено, Исус, Библијата, црква, пастор, се за убав, среќен, богугоден живот на нас е одлуката како ќе живееме. Така е, Марија, на секого му е дадено, затоа и се вели во Словото, мнозина се повикани, малкумина избрани. Мите Киров од Швајцарија, христијаните се оние луѓе што ги води Христовиот дух и кои што вршат дела за слава на Бога, а не за придобивка и дела за лична слава. Многу добро го знаеме тоа и така е, и тоа го опишува и во Светото писмо. Јана Савовска потврдува што е тоа што вреди кога ќе заминеме од овој свет, кога ќе размислиме, ние сме повикани да инвестираме во нешто, каде ни е срцето, таму ни е богатството. Ако ни е срцето во Христос, изградени од христоподобен карактер, тоа останува во вечноста и го носиме со нас. Росана Христос поделува стих. Сузаристова, да не собираме богатство на земјата, туку на небото. Амин. Весна Јовановска. Амин. Весна Јовановска, се ни е дадено, но се е дозволено, но не е се полезно. Ленча Јованова. Амин. Јане Иванов, може да ги пишувате вашите коментари, ви се обраќа на сите вас.
Верица Поповска, така е, треба постојано да стоиме на карпата Исус и нашата надеж треба постојано да ни е во Исус, без разлика што и да поминуваме во животот. И секогаш фокусот треба да ни е во Исус, да му благодариме за се на Бога. Симона Шошолчева, имаме корен во словото, длабоки зборови. Елена Антевски гледа, Мартин Камчев, Исус е животодавниот леп, коментира Весна Јовановска, Роберт Раденковиќ, едно прашање. Ако духот на Господ Исус бил кај таткото, а душата во Хадесот, дали значи дека бил истовремено на две места? Во словото тоа што е пишано е дека еден дел од неговата личност е предаден во прегатките, во присуството кај Отецот, додека душата, односно суштината на неговата личност, оди да проповеда во подземјето и таму да разгласува, а потоа веќе телото нели истовремено во тој момент лежи во гроб. Така да трите елементи се на различно место, но со воскреснувањето одново се соединува целата личност. Тоа нас ни говори дека преку Исусовото воскреснување така ќе се случува и со нашето воскреснување. Затоа го разгледувавме воскреснувањето сегмент по сегмент, заради тоа што и нашето воскреснување ќе се случува на тој начин, а исто така она што е важно да го сватиме и да го разбереме е дека кога ние ќе бидеме со воскреснато тело, тоа не значи дека ќе бидеме духови. Многу луѓе мислат дека ќе бидеме духови, ќе бидеме као Каспер во бела спаваќа. Значи не станува збор за такво нешто, може да е смешно сега. Океј, разбирам, но не станува збор за така затоа што Исус не беше дух, но беше во физичко тело, кое што е преобразено, односно променето, и затоа му рече на Тома, еве, стави го твојот прст во дупките од таму каде што стоеја клинците и стави ја твојата рака во лузните од раната под моите ребра. Наташа Христова, озбилно сознание за нашиот карактер да го градиме со помош на Светиот Дух. Амин. Анита, каде ни е срцето, таму ни е богатството во Исус. Антонио, она што најмногу ме допре е ситуацијата со Стефан, за тоа каква храброст е таа што му била дадена, имено е фасцинантно дека на самата смрт го пречекува Исус, кој ме потсеќа на карактеристика на вистински татко. Душанка Петрова, навистина не ми е јасно како адвентистите и јеховините сведоци се сметаат за христијани кога веруваат во тоа дека душата оди во нихилизам кога човек умира, не веруваат ни во пеколот. Маја Јовевска, многу длабока и силна информација, слава на Бога за оваа богослужба, ова е голем благослов и можност да растеме духовно и да продлабочуваме во Божјото Слово. Амин и слава на Бога. Марија Димовска, Марија Милошевиќ, Валентина и сите пишувате убаво, го ценам сето тоа, но сметам дека е време и за Господова спомен вечера, односно верувам дека секој ден од вас копне за таа Господова спомен вечера, заради тоа што потврдуваме дека ние сме дел од што? Од Христовото тело, чие што глава е Христос. Ова е многу исто така важно да го разбереме, заради тоа што телото без главата не може да обстане. Имено ако телото биде обезглавено, тоа значи дека се прекинуваат сите врски со телото и смртта е присутна, така да ние сме свесни дека без главата Христос не може да обстане црквата и затоа треба да имаме постојана релација со Христос, да сме сите поврзани заради тоа што од Него примаме живот, од Него ние се поиме и како што самиот кажува, јас сум вистински кој ќе остане во мене, јас во него, тој ќе дава плод, нели тој плод ќе биде за слава на Бога, односно за да се прослави името Божјо. Она што е важно да го разбереме тоа дека не може некој друг за вас тоа да го направи. Јас како пастор и другите служители, пастори и ѓакони може да потикнуваат во тоа да се охрабруваме во верата, во споделувањето на љубовта. Дури и вашиот брачен партнер, другар, може да ве охрабрува да ви чита од Светото Писмо и да ве потикнува да се молите заедно или
другарот се моли во молитвата, додека вие молчите и само тивко повторувате, но тоа не значи дека градите лична врска со Бога. Ова сакам да го истакнам затоа што некој од вас, ако жената е поречита и повеќе знае да се моли, мажот ја остава жената, ајде ти моли се, јас не, или ајде ти читай Библија, јас ќе слушам, и тоа тука завршува. Не може, без разлика што сте едно тело, не може вашата сопруга или сопруг да ви ја изгради вашата лична интимна врска со Бога, која што секој човек треба сам да ја гради со Бога. Тоа значи дека вие лично, секој еден од вас поединечно треба да има насамо време со Бога, во молитва, во Светото Писмо, да се посветувате на Господа заради тоа што од Него црпиме живот и само со Неговото присуство во нас имаме целосна реализација, духовна реализација во себе си. Суштината на нашиот живот е потполнета, е дефинирана кога секој еден од нас има срце исполнето со Христос. Затоа е важно секој еден од вас да си го изоди својот пат, а на тој пат кон Господа имаме брачен другар, имаме дечиња, имаме семејство по верата е црквата. Вие пак може да имате колективно, друштвено молење, читање Библија или партнерско, тимско работење, но личната врска со Бога треба секој да си ја остварува, да копнееме по лицето Божјо и да копнееме да го слушнеме секако Божјиот глас. Во овој момент сакам да ве повикам сите заедно да пристапиме кон Господова спомен вечера, заради тоа што, како членови на Христовото тело, ние, нашето членство во Христовото тело, дека му припаѓаме, го потврдуваме со примањето. И како што апостолот Павле вели во 1 Коринтијани 11 глава 23 до 32 стих, зашто јас го примив од Господа, она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден, зеде леб и благодари, го раскрши и рече, земете, јадете, ова е моето тело кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече, ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша, на недостоен начин ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата, зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а и мнозина умираат. Ако се осудуваме сами себе си, нема да ни се суди, а кога Господ не суди, не накажува, за да не бидеме осудени со светот. И затоа е важно да пристапиме во преиспитување на себе си, односно во молитва, во кое што имаме тенденција да признаеме дека сме сгрешиле, било тоа да е грешка со мисла, со намера на нашето срце, со поглед, кога сме погледнале некого во завист, во лутина, кога сме, може би, опцуле внатре во нас или сме проколнале некого, или сами себе си, или ту аир да немаш, ако сме рекле, или ту се малку име, ту ваква е власта во земјава, неспособни е не, ту вакви се тие такви. Наше не е да судиме. Значи, треба да се преиспитаме. Ако во овој период сме суделе, треба тоа да го покаеме. Да го покаеш тоа, да го признаеш пред Господ и да го покаеш, значи да зажалиш и повеќе да не го правиш. Затоа што ти не си експерт да избираш кој ќе биде во владата и кој каков е во владата, кој како си обавува својата функција, кој каков е, таков е. Тој ќе си дава сметка со Господ кој ќе се појави пред неговиот престол. Секој ќе си дава отчет, дури христијаните, да, нема да бидат осудени, но ќе даваат отчет и ќе биде тој отчет даден според постапките кои што ги извршувале, како што ќе зборуваме и следната недела со Бога напред за Божиот суд, соодветно, мислам дека тогаш ќе ви биде и многу подобро да
ги разберете работите, а исто така ќе зборувам и за Антихристот. Но дотогаш ние имаме еве сега можност да навлеземе одново во Божјото присуство и да го стоплиме и омекнеме нашето срце со Христовата љубов, а не да го направиме тврдо, кораво, камено, та со камење да маваме по луѓето кои што сметаме дека се неспособни. Да, точно е. И да се неспособни, дали ќе се придобие нешто ако скоро ставите плюс критика за нивното погрешно или фалшливо работење. Дали ќе се придодаде нешто, дали ќе се смени ситуацијата ако од вашата уста додадете дека е се одвратно и страшно, се разбира дека не, напротив, ќе бидете од оние луѓе кои што се повикани да благословуваат, а не одговараат на својот повик, односно повеќе проколнуваат. Вие знаете дека јас не сум партиски определен и не можам да навивам на еден или друг начин, но оно што го знам е да се молам за властите и покај тоа што можеби некои работи не ми се допаѓаат, тоа не значи да плукам, да озборувам, да пцујам или слично. Како се однесува тоа за властите, така се однесува за лекарите, докторите, така тоа се однесува за војската, полицијата, така тоа се однесува за соседите, така се тоа однесува и за нашите роднини, пријатели, членови на семејството, во сите аспекти. Така да каков е односот кон владата, таков ти е односот кон сопругата, таков ти е односот кон комшиката, таков ти е односот кон колегат. Значи, како ти е подесено срцето, ти така сечеш. Но ако го подесиме срцето кон Бога, таму во Светото Писмо вели, милост сакам, не жртви, дај милост и ќе бидеш помилуван, или прости ќе ти биде простено. Ако така се поставиш, тогаш се ќе биде поинаку и ќе се промениш од внатре, а кога ти си променет од внатре, тогаш и околностите околу тебе ќе започнат да се променуваат. Ние треба да сме трансформирани од внатре и на тој начин да го трансформираме и светот околу нас. Ќе помогнеме овој свет и оваа држава и оваа нација да е преобразена, доколку и ние сме трансформативен сјај на Христовата светлина кој што блеска од нашето срце и од нашата личност, доколку навистина Христос е во нас. Затоа, ајде сите заедно да се ослободиме и да пристапиме кон Бога и да кажеме: Господе семоќен, се скриено Тебе ти откриено. Јас признавам дека според Твојот критериум и пишано во Светото Писмо, знам дека сум грешен и заслужувам смрт. Заслужив, Господе, да умрам, но Ти си милостлив, Господе, и даде да пристапам кон Тебе со вера, односно во Твојот Син Исус Христос, кој што го даде за секој еден од нас, за секој што ќе поверува во Него да не погине, туку да прими вечен живот. Верувам во Исус Христос дека е Божиот Син, кој што за моите гревови беше раснат на крстот и ја плати казната за сиот мој долг. Верувам дека Исус кога беше раснат на крстот ја пролеа својата скапоцена праведна крв, со кое што ме изми од сиот греф и од сета вина. Верувам дека на себе тој ги зеде сите мои болести и слабости, со неговите рани ме исцели и мене и сите мои браќа и сестри. Верувам дека Исус умре на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. Јас верувам и го прославувам името на Господ Исус Христос. Јас верувам дека сум спасен по милоста на Бога и откако поверува во Него и го примив Исус Христос за мој Господ и Спасител, се крстив со водно покајничко крштевање и бев крстен со Светиот Дух по милоста на Бога од страна на Исуса. Верувам во Тебе, Господе, и верувам дека оваа вечер е по Твоја промисла и волја да пристапам. Сега пристапувам, Господе, и сум свесен дека покрај тоа што сум спасен, сепак јас имав остатоци од грешниот карактер и грешното расудување и менталитетот на грешноста, кој што ме обкружува, ми влијаеше на еден или друг начин. Па така, Господе, ми се испушташе од устата да исфрлам клевети, лаги, злоби и пцовки и проклетства, но исто така и да и со мојот поглед да гледам похотно, но да гледам и со осуда и со презир кон браќата и сестрите и кон луѓето. Но исто така и во срцето имав погрешни намери и погрешни цели и работев за своји интереси. Затоа, Господе, помогни ми да не грешам повеќе и со силата и присуството Твое преку Светиот Дух. Ојача ме духовно да не грешам и да не бидам слаб, Господе, туку воден
во секој миг од Тебе, Господе. Да врвам по Твојот пат и да бидам се повеќе духовен, Господе, а не телесен. Затоа велам, Господе, јас да се смалувам, Ти да растеш во мене, Господе. Сега се кајам од дното на моето срце за секој непромислен збор, извршена постапка, извршен грев со мисла, со уста, со срце, со тело, со раце. Господе, прости ми за секој грев. Јас во овој час сум благодарен што можам да се наречам Божјо чедо, како што Светото Писмо тврди, дека се Божји чеда оние кои што поверуваа во Тебе и по милост Твоја се новородени по Твоја волја. Фала Ти, Господе, што во овој момент, како орган во Христовото тело, пристапувам и го земам овој леп, кое што е Твоето тело, што Ти го скрши за секој ден од нас. Го примам со благодарност. Земете, јадете и мислете за она што Исус го изврши. Со секое соджвакување на лебот, размислувај, сети се на тоа што Исус претрпе за тебе. Како го измачуваа, го камшикуваа неговото тело. 39 камшикувања, рани, во кои што сите наши болести се на него наметнати, односно тој ги превзема од нас. И додека го примаш лебот, телото Христово, отфрли ја сега секоја мисла дека не си достоен за Бога, зашто имено за тебе Христос дојде да го даде своето тело. Земете ја чашата на новиот завет, Исусовата крв, која што се пролеа за секој ден од нас. Крвта Исусова која што не оправда, не изми од сета грешност и не осветува. Крвта Исусова преку која имаме смелост да влеземе во светината на светините, во присуството на Господа. Нека тоа донесе во вас радост, мир Божји. Нека донесе татнеш во вашето срце дека сте Божји деца. Искуси го тоа во твоето срце дека ти си Божјо дете, дека му припаѓаш на Бога со се тело и душа и дух. Целиот му припаѓаш на Бога, не само твојата душа и твојот дух, туку и твоето тело. Затоа и твоето тело, Господ, го создаде да е храм на Светиот Дух. Твоето тело, сад, Господ го прави сад, на неговата љубов. Затоа искуси го тоа, дека не треба да толерираш никаква болест во себе, ниту да мислиш дека тоа доаѓа од Господ, затоа што Господ ти обезбеди спасување. Целокупно за целата твоја личност, и за твојата душа, и за твојот дух, и за твоето тело. Затоа не треба да толерираш, туку со авторитетот во името на Господ Исус Христос да се спротиставиш на секоја болка, болест, нечиста сила, вирус, инфекција и тоа да го проколнеш и изфрлиш и избркаш од себе си, зашто и твоето тело му припаја на Господа. Искуси го тоа во своето тело и во своето срце. Искуси го тоа уверување длабоко во себе, дека ти донесе мир, љубов.
I neka ti donese blagodarnost u tvoje to srce. Kaži mu na Gospoda, hvala ti Gospode. Hvala ti Tatko nebesen za to što me spasi, za to što sam tvoje čedo. Posinijeto po tvoja ta milost preko Isusa Hrista. Hvala ti Gospod Isuse Hriste, tvoje to ime na cekoj. Imaj vo sebe blagodarnost, neka ta blagodarnost od tvoje to srce se širi. Sve poveke, niz celata tvoja ličnost, niz sekoj segment od tebe. Neka donese radost. Кога си припомнуваме за смртта на Господа Исуса Христа, си припомнуваме за победата на Христос над смъртта, над сатаната, над грева, над неправдата, над болестите, над темнината. Кога припомнуваме за Христос и оно што Христос го направи, потврдуваме дека сме Негови и знаеме дека припаѓаме на Него. И тоа ни носи радост и знаеме дека нашиот живот е вистински и продолжуваме да го живееме во присуството на Бога. Искусете го тој мир, смирете се, нека дојде како блаженство во вас, нека донесе радост, нека донесе преобразба на вашето лице, на вашиот ум, на вашето срце, на вашиот карактер, на вашето тело. Нека донесе возобновување и исцелување и на вашите мисли, и на вашите чувства и емоции. Нека донесе радост. Кажи му на Господа. Кажи му на Господа дека ти треба. Hvala ti, Gospoda, zemlja. Почни да се молиш на јазици и нека тоа полека се излева погласно од тебе, како оган, како еден клокот на една река. Нека се излева од твоето срце, нека носи радост, спокојство, мир. Лех махариеле шилемах такорраба силех мехон дораболту конемехти кали хашин промосун телех махат. Urraba kotsukun le mehtika peraloshun tura muhulta kalahati se maharabu kuntu kala. Ile hashun tura mosul le mehtika pile menuk le meirabahti kesik. Lichmachtu le mopa le mehtika reyasu tura mehta kariele shim pura mosun pere mortokon. Iri le mehtikon yesienem erilonovti le nime orosi mechanosh. למנוסי למחתו, לי מחוריני, לי מלבוכתיהו, אילך שיר המסולי, לי מהולוסי פרונוך. Lemahta lijaha šiparamon daramasim. Prepuštajte se. Можете да славите Господа на јазици, едноставно тргнете ги сите бариери, сите кочници кои што се појавуваат во логиката и во менталното расудување. Оставете го умот настрана, действувате со духот, препуштете се повеќе и пристапете кон Бога со вера. Кога се пристапува со вера, не се размислува, туку се действува според духот, а не според умот. Затоа молете се на јазици како што ви доаѓа без да се ограничувате. Лехмехан дорамаси палемон телемехти кариела шитурамаса лехмехан. Халелуя лехам барамаси конторамо барабахти келея хашин торамехти кариела си. И лехмехан дорама пеламахта кория мати кериела син торамахта кариела шитурамаси терелехта кариела.
Que te slavam, que ti peam, to ime che go izdignuvam, que te slavam, che ti peam, to ime che go izdignuvam, Isuse, Isuse, Isuse moj Gospode, Isuse, Isuse, Isuse moj Spasitele. Slavite го Бога, радувайте се, дозволете Неговата светлина да ве осветли и да изгрее над вас, над вашето лице, над вашето сърце. Дозволете да ве освежи, да ве измие од секоја грижа и од секој облак во кој што бевте помрачени. Радувајте се во Господа и имајте го тој мир и увереност дека вие сте Божји деца и кога Бог е со вас, нема ништо против вас. Во последниот период, во последната седмица, мојата сопруга, пастор Милена, ве поттикна да се молите со пророчко слово за нашата нација, за нашата земја. Вие дадовте многу интересни насоки, односно Господ преку вас зборуваше, но треба исто така да побарате што со тоа. Што со тоа кога ќе го добиете посланието? Во кој аспект сте вие вклучени во тоа послание? Односно, што ќе превземете вие во сето тоа? Каква е вашата улога? Каков е вашиот повик? Ве молам, браќи и сестри, немојте да станувате телесни луѓе. Бидете редовни во пост и молитва. Имате можност преку интернет да комуницирате со браќи и сестри. Нека не ви се изладува срцето, нека не станува круто, нека не станува пасивно и млако. Немојте да заборавате на духовните дарби, на односот и релацијата со Светиот Дух. Имајте постојано единство со Бога, молете се за властите, за лекарите, полицијата, војската и сите служби, како и за целата нација. Но исто така, немојте да бидете пасивни, да чекате само 2-3 во црквата да вршат, туку Господ верувам дека и на вас ќе ви прозбори и вие почнете да вршите. Немојте да се грижите како луѓето ќе гледаат на вас. Вршете за слава на Бога. Дајте го своето сведоштво јавно. Немате едно сведоштво. Едното сведоштво е кога бевте спасени, но имате многу сведоштва за тоа како Бог ве исцели, како ви даде работа, како семено ве реализираше со брачен другар, со деца, како родители, како работа, како меѓутоа, зошто Господ да дава? За да молчиме ли? Не, туку за да споделиме, барем толку можеме со нашата благодарност кон Бога, да споделиме на оние кои што не знаат за Бога и тие да се свртат кон Господа, да го побараат лицето на Исуса, за да примат и благослов и спасение и тие да бидат душа спасена за Христос. Господ ги сака сите. И сега е времето кога ние во Неговата љубов треба да действуваме и да превземеме активно учество во сето тоа, да ја споделуваме радосната вест, да им кажеме дека Господ ги сака, дека на нив им е дадено само да поверуваат во Него, да му ја предадат својата душа, своето тело и дух, прославувајќи го и верувајќи го Господ Исус Христос, кога ќе го примат за свой Бог и Спасител. Од секој еден од нас тоа зависи, тоа не зависи само од мојата служба или од служителите, ѓакони, пастори, туку од секој еден од вас, бидејќи и вие како верници тоа можете да го зборувате на еден љубовен, едноставен начин, без фанатизам, но секако и тоа што го зборувате да го живеете, заради тоа што ние сме отворена Библија и ако едно велиме, а друго правиме, тогаш сме контрадикторни и лицемерни и ние треба да бидеме секогаш свесни дека сме представници на Христос, затоа да имаме меко срце, љубезност, кроткост, да сме препуштени и водени од Бога. Јас ве поздравувам оваа вечер и ви посакувам во таа блаженост и во таа Божја радост да продолжите да се одржувате и да копнеете повеќе за Бога. Во името на Господ Исус Христос бидете благословени со мир Божи, заштита врз вас, целосно исцелување на сите кои што сте болни,
Овој момент од оваа секунда. Сите вие кои што гледате, бидете обновени во дух, душа и во тело во името на Господ Исус Христос. И нека целата држава биде благословена со Божјо уредување и управување во името на Исуса Христа, а сета нација да се сврти кон Господа и да го повика Господовото име, за да биде исцелена целата земја, да биде обновен народот и да бидат релациите помеѓу луѓето обновени во мир, во љубов, да завладее Божјото присуство, како меѓу нас, така и во секој ден од нас, во сечие срце, да се прослави името на Господа Исуса Христа. Амин. Ви посакувам благословена вечер и благословена седмица. Довидување.